Почитувани граѓани, очигледно на крајот од мандатот власта на Груевски гледа да приграби се што може. Владеачкото мнозинство експресно се изгласа можност за легализација на дивоградби што се изградени во крајбрежни заштитени подрачја, покрај природни и вештачки езера, речни корита и слично. За полесна легализација со спорните измени е предвидено да се прескокнат локалните самоуправи и Министерството за животна средина. Ова ќе предизвика големи штети врз природните богатства, но ќе се создаде и урбанистички хаос од кој што за интересите на поединци ќе страдаат голем број граѓани. Еве зошто. Објектите ќе бидат легализирани и ќе бидат запишени во имотните листови со право на сопственост, но нема да бидат вклопени во планската документација. За нив нема да биде формирана градежна парцела. Со тоа што ваквите објекти нема да влезат во урбанистичките планови, во реоните во кои што се наоѓаат, нема да биде можно да се градат водоводи, канализации, улици и патишта. Ќе се закочи целиот развој на регионите околу езерата. Ќе стане јасно за чии интереси се носат овие спорни измени во овој закон. Постапувањето на сила на ова криминално решение, следно што може да се очекува се нови приватни плажи на брегот на Охридското езеро, и тоа во моменти кога од албанска страна се рушат објектите на брегот на езерото, за и појасот на плажите да се стави под заштита на УНЕСКО. Предупредуваме дека последиците од реализацијата на штетниот и апсурден закон можат да бидат катастрофални. За потсетување, само пред неколку дена во Тетово имаше свлечишта токму поради бесправно изградените објекти и незаконската сеча. Само за неколку дена власта на Груевски направи измени по скратена постапка на над 250 закони, меѓу кои и законот за постапување со бесправно изградените објекти. Само вчера беа направени измени на над 120 закони по скратена постапка. И сега е јасно зошто. Да се присвои се што може пред враќање на опозицијата во собранието, кое што вакво насилие врз грбот на граѓаните нема да дозволи. СДСМ ќе ги ревидира и укине сите законски решенија што криминалната власт на Груевски ги носи на штета на граѓаните и на државата. Благодарам. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија вчера најави дека ќе спроведе ревизија на сите закони кои што се носат по скратена постапка. Како ќе се изврши таа ревизија? Веднаш по превземањето на власта од страна на Социјалдемократскиот сојуз после април 2016 година, една од првите задачи на новото парламентарно мнозинство ќе биде да се направи ревизија на сите штетни закони. Тоа ќе го направиме веднаш по превземањето на власта од страна на ВМРО-ДПМНЕ.